Сабота е навистина идеален и убав ден да си му обетиме на една тема како што е планинарењето, за бенефитите од планинарењето, но и за предизвиците со кои што се соочуваат македонските планинари, што прават за да го напредат ова како спорт кај нас, но и за експедициите надвор од земјава. Во следниве 25 минути сите овие теми ќе пробам да ги опфатам со мојот соговорник. Добро утро за Горан Николовски, планинарски водец со лиценца и во Македонија и во Словенија. Тој е како регионален или меѓународен планинарски водеч и член на комисијата за планинарски водичи во нашата планинарска федерација. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, фала ви на поканата. Морам да се заблагодарам и фала на препораката на Емилија Тасевска од Подари планина, со која што ние одлично соработуваме да гостувам во вашата емисија. Да, не спои проектот Приказна што се емитува на македонската телевизија. Се запознав и со Ема, се запознав тогаш со вас виртуелно. Бевте во Непал. Имав можност да ги видам видеото што ни ги праќавте и тоа беше инспирацијата да ве поканам да бидете денес наш гостин. Ајде да почнеме прво поред во неколку реченици, иако мислиме дека знаеме, но сепак кога ќе ги слушнеме уште еднаш фактите, размислуваме два пати дека треба да планинариме. Зошто е добро планинарењето? И за телото, и за умот. Ване, секој активен човек е витален човек, е посреќен човек, е насмеан човек. Читав некои истражување во Велика Британија, вика дека од неактивноста има голем товар врз здравството, а со тоа и во државата, и вика за 1% да се зголеми активноста на тие луѓе, ќе се намала сите тие државни трошоци, меѓутоа и ќе се зголеми виталноста кај населението. Кај нас во Македонија ние имаме голема предност, навистина. Македонија е планинска земја, меѓутоа недоволно искористена за жал. Ентузијастите, доброволците, планинарите кои што се во и околу Планинарската федерација се трудат на сите начини да ги поттикнат луѓето да дојдат на планина. А зошто? Што е побаво на планина? Што е побаво да дојдете на планина во тишина, во различни бои, во различни звуци и мириси, подалеку од градската гужва, подалеку од дури телевизијата, иако медиумите ни се драги соработници, меѓутоа некогаш треба и подалеку од подалеку од сето тоа. Луѓето го намалуваат стресот, се среќаваат со нешто ново на планина кое што ќе им го разубави денот, а потоа и работната недела. Вие сте група на ентузијасти, би кажал, можеби мала по бројка, но сепак големи во срце, кои што пробувате оваа порека да ја пренесете до сите нас. Интересна анекдота имаше, ми ја кажавте додека си му обетевме, додека траја вестите, кога ќе дојдат странци на нашиве планини и карпи, се вчудо невидени од две работи. Од убавината на карпите и на планините, но и од тоа што се празни, нема луѓе. Што велат, ова да е кај нас, ќе биде врвулица. Да, ова е случај и со планинарењето, и со скијањето, и со качувањето карпи. Доаѓаат и помалку познати и повеќе познати качувачи планинари од цел свет и кога ќе видат во Македонија, ама вие поседувате на вистина убави планини, убави качувалишта, меѓутоа каде се луѓето? И јас сум дури некогаш изненаден да ви кажам, Ване, кога ќе влезам сосем ретко, јас викендите обично сум многу зафатен, меѓутоа некој пат за викенд влегувам во трговски центар и го гледам преполн и си викам како да допреме до овие луѓе, како да ги потикнеме да не седат во трговски центар, него да излезат на планина, а предностите од излегувањето на планина се големи, навистина. Така. Нашава мала земја навистина нуди голем потенцијал за тоа. Разговаравме дека е потребна една сеопфатна државна стратегија за да Македонија не да преживува, туку и да живее од овој вид на туризам. Бидејќи има многу земји и многу успешни примери, па и во нашето обкружување, една Бугарија, една Словенија, што е поблиску до нас, каде што навистина овој вид на спорт е и голем потенцијал на туризам. Носи многу туристи на годишно ниво. Каде сме ние на ова регионална мапа? Може ли во скоро време да очекуваме некоја државна стратегија за да ги подобриме малку повеќе овие работи? Тоа е надеж секако на планинарите и на Планинарската федерација и на сите влюбеници во планината. Јас секогаш ја споредувам нашата ситуација со нашите драги пријатели од Словенија. Тоа е држава со скоро исти површини, со скоро исти број на жители, меѓутоа
Тие навистина имаат искористено планината за разни спортови, не зборам само за планинарење, него и за скијање, за качување карпи. Има направена една многу интересна анализа во која што економска анализа, во која што ги гледат предностите од луѓето што ги посетуваат планините и колку тоа им носи и носи на државата. Значи, со сите тие мултипликатори, некаде годишно Словенија добива меѓу 300 и 500 милиони евра дополнителни приходи од луѓето што доаѓаат на планина. Значи, тоа се и пешаците, и планинарите, и качувачите, и скијачите, и велосипедистите, и сите тие. Ние може да се надеваме само на таа бројка, меѓутоа може таа бројка, а и нашиот повик да ги поттикне нашите авторитети кои што одлучуваат да направат нешто повеќе околу поддршката на активностите на отворено, ние генерално ги викаме, вклучувајќи го и планинарењето. Тоа недостасува, тоа не го гледаме за жал, и ние како Планинарска федерација, меѓутоа и како планинари сме спремни во тоа да помогнеме, не само во развојот на планинарската инфраструктура, меѓутоа и во заштитата на природата. Кога беше немаше снег, после Нова година, неколку приправнички акции со нови водичи правиме во околината на Тетово. Вие сте од Тетово. Едно многу убаво место над селото Пршовци се вика Мелово. Надолу собравме 6 вреќи со ѓубре. Тоа не е добро. Тоа треба да биде многу почисто, многу попристапно и тоа треба да се апелира на населението да внимава повеќе и да се прави разлика меѓу луѓето кои што се рекреативци и луѓето кои што се планинари. Треба образование повеќе на луѓето кои што рекреативно излегуваат на планина. Планинарите ја заштитуваат природата. Рекреативците го немаат тоа знаење кое што ние треба да им го дадеме за да ја заштитуваат природата. Јас верувам и дека после секое вакво интервју и на медиум за помалку се мрнуваат работите од мртва точка. Верувам ако гледаме во целина. Кога зборуваме за такви нешта и за проекти кои што поблиску не носат до овој спорт се и например овој прирачник кој што ги имам тука за планинарење преку лето, овој прирачник за лето. Тука сакам да ја отвориме и темата колку е всушност важна обврската на секој што планинари, дали е тоа професионален планинар, дали е аматер или рекреативен, колку е важно да ги почитува советите за безбедност при планинарење и за безбедност на планина, бидејќи и како водич не е ваша работа само да ги земете луѓето да ги одведете на планина, туку и многу повеќе од тоа. Така. Колку луѓето внимаваат на овие работи, колку на тоа треба да работиме за зголемување на свест? Прво фала за што го споменавте прирачникот, тоа е скоро 2-годишна работа на неколку соработници на Планинарската федерација, вклучувајќи Катица Ацевска, Глигор Митковски, Николчо Петров и уште неколку соработници. Ова го направивме за да, баш како што рековте, го промовираме безбедното планинарење и престој во природата. Значи, овој прирачник кој што е и за рекреативци и за луѓе кои што се поискусни на планина. Споменавте разлика меѓу движење во планините на лето и на зима. Ако сте биле на лето, патеката не е иста на зима. Значи, треба многу по-внимателно да се оди. Оно што ние навистина го препорачуваме е луѓето да се зачленуваат во планинарските клубови, каде што има регистрирани планинарски водичи. А во Македонија има 56 планинарски клубови низ цела Македонија. Како бројка е тоа солидна за тоа е солидно, сега дури веројатно ќе ни успее и во Охрид имаме, што беше досега еден анахронизам, Охрид со толкувави планински места да нема планинарски клуб и водичи, сега и таму успеавме, не останува уште непокриена Струмица со водичи, таму планираме да направиме нешто. Навистина, членувањето во планинарски клуб не е земање пари, не знам, трошење за не знам што, меѓутоа навистина парите одат наменски. Одат за школување на водичи, за одржување на обуки, за планинарска инфраструктура, а членовите на планинарски клубови добиваат искусни водичи кои што ги водат на планина без проблеми и кои што се спремни за секоја ситуација да помогнат во секоја ситуација, посебно во зимски услови. Така. Треба да се внимава, треба да се верува на водичите, треба да се биде член на некој од друштвата, па тоа ни е членството едно кафе.
што го пиеме кога седнуваме некаде во баровите низ град. Ајде малку и околу експедициите кои што ги имате надвор од земјава, каде што одите не само да лично уживате, туку и на некој начин го промовирате и тоа што се го имаме тука кај нас, преку разговорите со луѓето надвор. Кога комунициравме ние пред некој месец бевте во Непал, и тоа не ви беше прва експедиција таму. Често сте надвор од државата. Ајде прво за последното. Непал беше последно, така? Не патувавте после Непал некаде надвор? Да, Непал беше последната експедиција. Видите, луѓето, според моје лично мислење, се генерално исплашени како е надвор од земјата, како е надвор од Европа. Ние сме навикнати на овој начин на живот, сепак е Македонија и на европскиот континент. Меѓутоа, верувајте, и да појдете и во Боливија, и да појдете во Непал, и да појдете во Киргизстан, и во Патагонија, секаде исто. Природата е многу интересна, луѓето се многу приемчиви, помагаат. Вие имате и во Боливија редовен автобуски сообраќај, и во Киргизстан имате редовни линии, значи имате автомати за пари, од кои што може да повлекувате пари, значи нема никаков проблем, освен што кај нас ние треба да бидеме малку порадознали, пољубопитни и тоа да го испитаме. Мене љубопитност не ми недостасува, така што со помош на мои поранешни пријатели, од кои што доста научив, почнаме да се движиме низ светот, прво низ Европа, и јас, лично на моите пријатели им викам, јас и ги најдов моите планински Малдиви, тоа се Непал. Тоа е Непал. Непал е една држава на најголемиот светски, највисокиот светски масив на Хималаите, тотално различен од Македонија, и мене тоа навистина ме привлекува. И порано планирав, викам, ќе одам секоја втора година, па се одам секоја година тама. Не ми останува за други делови од светот, меѓутоа еве сега годинава подготвуваме нешто за Јужна Америка, така што ќе биде интересна година. Да, тоа следно сакам да ви кажам, кога вчера се слушнавме или завчера на телефон, ми кажавте дека подготвувате за Јужна Америка. Колку луѓе бевте во Непал? Во Непал бевме 5 ентузијасти, фини луѓе, избрани луѓе. На експедиција не се оди со секого. Значи тоа ми се пријатели и во животот, и ние навистина се подготувавме скоро година дена наназад за таа експедиција, и многу ми е мило што со тие луѓе навистина отидов, затоа што ми беше многу интересно. Значи не е тоа да ви биде интересно само на качувањето, него и после качувањето, затоа што пола ден или скоро пола од денот ви останува заедно да поминете. А би сакале да го поминете со убави луѓе и со паметни луѓе. И ние сме се смееле, сме се шегувале после пладне, а на планина уживавме секако. Локалците си го ценат тоа таму што го имаат како планини, како убавина, или од 14 светски врвови 8 беа во Непал. Да. Да ви кажам, после COVID во 2020 тоа не спречи да појдеме некаде подалеку, меѓутоа во 2021 кога бев јас лично се изненадив колку жители на Непал почнуваат да ги запознаваат своите планини. Јас кога ќе им кажев, вие сте во најубавата земја во светот, и тие ќе се насмеат. Да, право сте, сега и ние запознаваме државата. Веројатно поради економската ситуација и слично, и тие доволно не се познаваат државата и сега почнуваат да ја запознаваат. Непал е навистина една светска дестинација која што за планинарите би било убаво да се посети, да се искачи некој врв или чисто да се пропешачи. И мене ми е намера и во следните години да водам мои познати пријатели на таа страна од светот. Јужна Америка каде се планира да се патува конкретно? И јас во Јужна Америка сум бил веќе 3 пати, Перу, Боливија, Чиле, Аргентина, Уругвај, Патагонија, па веројатно на кај Перу, затоа што навистина, ако според моје лично мислење, ако сакате да запознаете Јужна Америка, е убаво прво да се посети Перу. Зборува, тоа е една неверојатна убава комбинација на култура, археологија, убава храна, тука ви е Тихиот океан, височина, снегови планини, сурфање, значи вулкани и слично, така што навистина една
дестинација која што треба да се посети. Имаме доволен број на здруженија, на друштва, на планинарски друштва, доволен број на водичи да бидат поттик и да бидат инспирација за сите да се планинарат, па доаѓа пролет. Мислам дека од пролет и од лето нема поубаво време за практикување на овој спорт, иако и во зима не седите мирни. Пред се вие кои што професионално се занимавате со ова, утре ми кажавте дека ќе одите некаде. Да, видите, зимата, односно секој период ни е време за подготовка. Зимата нам ни е подготовка движењето по снег за летните или есенските авантури по глечери, по врвови. Така што ние секој момент го користиме за подготовка. Она што мене лично ме радува е што веќе во Македонија се гради една група на планинарски водичи кои што се искусни, кои што веќе почнуваат да водат не само во Македонија, него и надвор. А многу ме радува што се проширивме и надвор од границите на Македонија. Веќе имаме водичи со наша лиценца во Црна Гора, во Косово и ќе се шириме, да ви кажам, и тоа посебно ме радува, затоа што и тие земји гледат потенцијал во планинарството, во безбедното планинарање пред се, а и тие имаат одлични планини и врвови за скачување како и Македонија. Многу интересно дека го земаат нашето искуство, веруваат на нашите водичи, а тука ние на домашен терен се бориме за да на нашите институции им ја отвориме чакрата во делот во мозокот да кажеме да, имаме потенцијал и навистина можеме, освен да се концентрираме само на Охрид, Преспа и Дојран, кои што се прекрасни, имаме и планини во секој дел од Македонија кои што може да заживеат и многу села од туризам. Тоа е случајот со Австрија, баш го коментиравме додека траја вестите. Австрија живее од тоа, селата во Австрија живеат од овие активности на отворено, ајде да не се насочуваме само на планинарење. Така е. Ми го зедовте зборот. Австрија, како и Словенија, Австрија е исто затворена земја, нема ни море, ни океан на кој што излегува, меѓутоа е една од светските туристички дестинации. Не зборувам само посетата на Виена или посетата на Инсбрук, него зборувам за активности на отворено, вклучително се планините, скијањето, велосипедизмот и слично. Значи, тамо вие немате планинарски домови или сместувачки капацитети во Виена или во Инсбрук, па оттамо дојдете на планина, него ви ги имате во селата. Како нашите села. Замислите, вие сте од Тетовско, да имате сместувачки капацитети солидни, да имате во Пршовце, да имате во Бозовце, да имате во близината на Лешнице, да имате на Попова Шапка, да имате во гостеварските села некаде. Например, ние, кога би тргнале од Љуботен, има западна трансверзала, се вика, многу почитувана од планинарите и воденеви од нашите соработници од Трансверзалец. Кога би тргнале од Љуботен до Охрид, така е трансверзалата, вие скоро и да нема каде да спиете на планина. А замислите тоа да го поминувате цело време со шатор. Тоа од друга страна е возбудливо, меѓутоа вам ви треба секако и некои покомотни услови во некој случај. Тоа не е случај во нашите соседни земји, во низ Европа, каде што вие скоро секој ден може да ноќевате во планинарски дом кој што ви пружа заштита. Тоа е генерално, да ви пружи заштита или за солниште некое. Не е решението, например, во јавно-приватно партнерство ете да се дадат, например, да се изградат домови од страна на самите друштва, па да стопанисуваат со нив, да се договорат со државата. Има некои такви стратегии, некои такви разговори до сега. Планинарската федерација е невладино здружение, финансиски не е толку моќно да помогне во изградба на инфраструктура. Може да даде препораки, бидејќи има доста искуство во своите раце, како тоа да се направи, меѓутоа сепак треба да има слух од авторитетите кои што генерално треба да помогнат финансиски. Ако тие, односно долгорочно. Да, долгорочно. Ние им ги нагласуваме предностите што планинарењето, пешачењето ги нуди на планина и сега останува уште да авторитетите да видат дека навистина е тоа предност. Не зборам само за здравјето на луѓето, меѓутоа здравјето на луѓето тој посредно се одразува на здравството во државата, меѓутоа се одразува и на буџетот на државата, затоа што вие имате со прибирање на приходи од планинарите. Планинарите денес, значи, не се со секоја чест на овчарите, не се само овчари и луѓе што стада носат, него тоа се луѓе кои што се образувани, имаат приходи и кои сакаат да видат нешто ново.
А после 20 или 30 години немири на Балканот им е скоро и неоткриено подрачје. Ви имате навистина наплив на луѓе кои што доаѓаат на Балканот. Алпите се, ви кажав, преполни. Кој е нов простор во европскиот континент? Солидно поврзан со инфраструктура, а кој е доволно непознат, балканскиот дел. Значи тука се Македонија, тука е Косово, тука е Албанија, Црна Гора, така што тука треба да се работи доста. Има потенцијали, како што знаете, вие сте од Тетовско и сте живееле тамо. Јас сум од Гостивар и јас сум растен во околината на Маврово и Сува Гора и Шара и ги гледам тие предности. Не смееме да заборавиме и друго нешто. Тоа е Источна Македонија. Навистина, Источна Македонија ги нема можеби високите врвови на Шара, меѓутоа има толку прво пријатни луѓе и толку интересни планини, вклучувајќи ги Беласица и Осоговски планини, Плечковица и други планини кои што се вредни за посета, навистина. Горан, ми беше навистина мерак разговоров денеска. Пробав некако низ овие 20 на минути да опфатиме неколку теми, затоа искокав од една во друга тема, но заклучокот на крај дека имаме уште многу што да му обетеме за планинарењето, но важно ми беше да ја пренесеме пораката, дека треба да бидеме малку погласни, да не го пропуштиме возот. Кога велам да не го пропуштиме возот, давајќи го сега искуството и знаењето на околните држави, да не го соберат шлагот на крај и повторно да ја изгубиме трката со тоа што се вели планински туризам и туризам со активности на отворено. Се надеваме дека следниот разговор веќе кога ќе го реализираме, ќе можеме тука да правиме моабет за некои активности кои што почнале да се спроведуваат кон подобро. Прво, фала ви уште еднаш што за поканата. Второ, слободно јавувајте се во Планинарската федерација. Има навистина многу фини луѓе, ентузијасти кои што имаат активности на повеќе полења, вклучувајќи ги планинарските домови, планинарските патеки, еколошка комисија, дури медицинска и комисија за млади, така што сите ние можеме да помогнеме како федерација, односно како Планинарска федерација во поттикот во развојот на планинарството, меѓутоа останува од другата страна да не се слушаат и да прифатат тие препораки.